Вие сте со добро утро секое утро почитувани. Секој од нас, поголемиот број од нас, повеќе или помалку во овој период на пандемија, се пронашол себе си како се однесува анксиозно, плашејќи се од тоа да не го донеса дома вирусот, да не се зарази, да не ги зарази своите најблиски. Токму на темата за анксиозноста во пандемијата, но ќе опфатиме и темата за тоа колку на коронавирусот ќе остави белек трак врз новите генерации. Во продолжение ќе разговарам онлайн со магистар Ивана Хаджииванова, психолог, гешталт психотерапевт и основач на Неокортекс. Станува збор за Центар за психотерапија, психодиагностика, тренинг и едукација. Добро утро, Ивана, до тебе. Добро утро, Александра. Ви благодарам на поканата. Благодарам за тоа што прифати да бидеш дел од утринската програма. Јас веќе најавив за што конкретно ќе зборуваме, па веднаш ќе те запрашам колку е нормално ваквото однесување на луѓето. Верувам голем број од нашите гледачи ќе се пронајдат во тоа како пребришуваат производи кои што ги купуваат од маркетот, веднаш преперување на облеката која што ја носиме, ја ветреме, пребришување на обувките и редум вакви слични примери. Колку е тоа нормално да се однесуваме вака? За жал во овој период се соочивме со еден огромен стресор во нашето секојдневие, кој што ги смени животите на сите нас на светско, на глобално ниво. Секако дека овој стресор непознат, кој што во суштина направи да се активира најголемиот човеков страв, а тоа е стравот од смрт, и да се активира една огромна екзистенцијална неизвестност со која што се уште се соочуваме, па секако дека истото предизвика огромен број на психолошки промени и акутни реакции на стрес кај граѓаните по целиот свет, можам да кажам, не само во нашата држава, значи станува збор за минување низ една, така да речам, глобална траума, бидејќи станува збор за пандемија, така што појава на акутни реакции на стрес, особено во почетниот период, кога во почетните месеци, кога сите ги примавме со огромен страх новите информации, е очекувана. Исто така, самото тоа што настанува всушност станува збор не за само акутен стрес, него веќе ние минуваме во 6-7 месец од овие случувања, всушност станува збор за хроничен стрес и се поголемото црпење на нашите психички и физички снаги при справувањето со овој огромен предизвик, секако дека влијае кај дел од луѓето да се појави анксиозноста, која што треба да се разликува од стравот, по тоа што кога зборуваме за нормален човеков страв, всушност станува за една природна емоција од основните базични емоции кои што сите ги чувствуваме и треба да ја чувствуваме и ја чувствуваме, затоа што таа има заштитна функција. Но постои една граница кога стравот ескалира и може да допринесе да тој стане во паничност, која што всушност е една непосакувана реакција, бидејќи во тие мигови, особено во почетниот период, на тој начин се намалуваше и рационалноста и правеше големи промени и дури и помала контрола во нашето однесување. Сега, кога станува спор секогаш за хроничен стрес, тој како може да биде тригер за појава на анксиозноста и анксиозни растројства, панични напади и слично. Сето тоа секако дека може да се манифестира и со едно, како што и вие кажавте, едно по-обсесивно однесување во секојдневието на различни нивоа. Некој тоа ќе го прави со пребришување на производите, некој ќе го прави со строга изолација и со воопшто неизлегување во текот на сиве овие месеци, а од друга страна па има и личности кои што се справуваат на поинакви начини и некако успеваат да најдат баланс помеѓу стравот и сето ова што со кое се соочуваат. Некогаш кога станува збор за анксиозноста, мора да се разликува, кога има присуство на анксиозност, има присуство и на претерана загриженост и претерани стравови, кои што некогаш може да бидат и хиперболизирани и преувеличени, но и тие да направат една огромна
дисфункционалност во секојдневното однесување. Така што мора да се разликува што е посакувано однесување, рационално однесување и рационална примена и почитување на безбедносните мерки и секако препораки, но тоа да не го нарушува, да не се поминува таа линија до која што би се нарушувал можеби квалитетот на живот кај личноста која што тоа го прави. Точно е дека се забележа кај дел од луѓето по обсесивно, дури до компулсивно однесување со цел на растеретување и на анксиозноста секако која што е појавена, која што се манифестираше особено кај личности кои што можеби имаат поголема сензитивност, поголема вулнерабилност, можеби исто и претходно имале некакво страдање од и претходно чувствувале анксиозност, така што оваа состојба можеби довела до ескалација на напнатоста и слично. Да, а може ли да направиме некоја дистинкција, да речеме кај кои луѓе постои ли разлика, да речеме според пол, според одреден начин на живење, кои луѓе се склони да почнат да се однесуваат вака? Постои ли дистинкција за такво нешто? Па секако дека за настанување на анксиозно растројство, кога веќе зборуваме, секако дека причините се мултифакторијални и точно да, има една категорија на луѓе кои што имаат поголема, да речам, предиспозиција за да се појави кај нив можеби анксиозност и паничните напади, иако би рекла дека сега со оглед на големиот стресор и долготрајањето, истата се појави и кај многу луѓе за прв пат. И тоа не е неочекувано. Со оглед на, повторно ќе кажам, долготрајноста, хроничноста и големиот секојдневното повторување околу таа информација. Да, така е, и настанува трошење на снагите и може да дојде до појава на анксиозноста. Секако дека личности, преходно напоменав, кои што преходно страдале од психички расстройства или можеби душевна болест, се во една од постојат многу ризични категории, така што овие лица беа позасегнати и се уште се во овој период. Исто така тоа може да зависи од личните снаги, од карактерот, од темпераментот, зависи од тоа колку личноста има поддршка во овој период, зависи од тоа со што се соочила во овој период. Секако дека не е едноставно да ги минеме и карантинските периоди кои што ги минавме и не е едноставно психолошки да се издржи и самоизолацијата која што ја минавме, како и да се добие позитивен резултат, а да не зборуваме пак за заболување од COVID-19, кое што сите добро сме запознати кои се ризиците и колку COVID-19 го афектира здравието и дека станува збор за една болест која што донесе и големи загуби и во нашата држава и на светско ниво. Така што многу зависи од тоа со што се соочувала личноста, кои се околностите, зависи од семејството, како го минува своето време, зависи секако и од тоа како во овој период цел изминат се практицирала грижа за себе, се одржувал имунитетот и психолошкиот и соматскиот имунитет, би рекла, затоа што колку уште ние психолозите и терапевтите уште од почетокот апелиравме дека многу е важно да се почне со интензивна грижа за себе, примена на техники за намалување на стресот, за намалување на ескалираната напнатост и ескалираната алертност која што сите ја почувствувавме на своја кожа, така што многу фактори има за тоа дали можеби би се појавило анксиозно расстройство. Постојат многу ризични категории, зависи од возраста, тука се и професиите, морам да ги напоменам, нели нормално и здравствените работници, не секој во овој период е подеднакво изложен на можна контаминација, односно заразување со овој вирус, така што и дефинитивно и тоа има влијание, исто има влијание и личната перцепција на тоа човекот колку перцепира дека и он се чувствува загрозен во сиот овој период. Така да мојот одговор е дека многу фактори зависат, а дека
не е неочекувано од друга страна да ние очекуваме така наречено еден бран на анксиозни состојби, на панични состојби, може и на депресивни состојби, да стигне и до депресија може. Така е, па секако дека може и влошување и на останатите психолошки расстройства и состојби секако. На крајот, она што можев да го заклучам од овој одговор е дека сепак секој индивидуално треба да се бори и да се справува со оваа ситуација, но еве, кој е вашиот совет за тоа како да излеземе доколку се соочуваме со анксиозност? Да. Па и преходно нам поменав, многу е важна грижата за себе, како за телесното здравје, како и чување на имунитетот, со здрава исхрана, со добра хигиена на сон, со непретерана изложеност на негативните информации, особено во почетниот период кога виртуелниот простор беше преплавен и тоа го ескалираше стресот и напнатоста кај граѓаните, со безбедни прошетки, согласно протоколите препишани безбедносни мерки во природа. Многу е важно тоа што го забележувам дека еве сега ги гледаме, како да речам, резултатите од веќе има доста месеци минато, така да ние лицата од областа на ментално здравје ги гледаме нели појавата на симптомите и психичките расстройства и после месеци од кризата, така што се забележува дека намалување на социјализацијата допринесе да се влоши психолошката состојба кај поголем дел од луѓето, што значи да се почитуваат препораките во смисла на препораките се физичка дистанцираност, но социјализацијата и контактот можеби со семејството и со пријателите треба да се одржува, излагање можеби треба да се прави за да се има контакт и со сонце и со природа и слично, секако со почитуваната и препорачаната дистанца, со користење на заштитна маска, значи тоа се многу важни фактори. Примена на техники за релаксација. Спортот исто задолжително, незаменлива активност која што допринесува како за соматското, така подеднако и за менталното здравје. Поддршка од семејството барање, но и доколку знаете некои од луѓето кои што се соочуваат со анксиозност и анксиозни расстройства ќе успеат и сами да го пребродат тоа, но голем дел тие што не успеваат и препорачувам што поскоро да побараат стручна помош која што е достапна со цел полесно справување. Знаете, прогностички е многу подобро да се јави лице кое што започнува да чувствува анксиозност во почетниот период, отколку тоа да би траело месеци, можеби и години, како што се случува во одредени случаи, така да прогнозата е многу подобра. Во овој дел советувам да се конечно намали таа стигма, срам и предрасуди врзани во однос на посета на стручно лице од област на ментално здравје, дали тоа е психолог, психотерапевт, психијатар и слично, доколку е потребна и фармакотерапија, во некој случај таа стигма треба дефинитивно да се надмини и без срам и без двоумење да се бара стручната помош. А што вели искуството? Еве, дали коронавирусот ги научи нашите граѓани, нашето општество овде, дека одењето на психолог не е толку страшно, или како што се вели е да како да се оди на заболекар? Дали се променија некои нешта периодов? Па, можам да кажам дека забележуваме сите во центарот дека има поголем број на клиенти кои што се охрабруваат и се свесни за потребата од помош и покажуваат иницијатива и успеваат да ги надминат стигмата и предрасудите. Така што драго ми е дека тоа се движи во позитивна насока. Секако има уште простор за работа на ова поле, меѓутоа дефинитивно има помак кон напред, соочувајќи се секако со овој стресор кој што ја ескалираше напнатоста кај граѓаните и предизвика да се соочат со психолошки симптоми, расстройства и сензации или реакции на стрес,
кои што дефинитивно знаат да бидат и непријатни и преплавувачки и да направат животна дисфункционалност, така што апсолутно е препорачливо тоа да го прават без срам. Така, во интерес на времето би сакала да опфатиме и втората тема. Најавив дека ќе зборуваме и за тоа колку оваа корона криза ќе влијае врз младите, односно врз новите генерации, каков белег ќе остави на нив, нели во споредба со она со што го кажуваме на почетокот на нашиот разговор, колку возрастните лица се плашат од тоа да го донесат вирусот дома, внимаваат околу тоа, помладите некако не го сваќаат ова, што е разбирливо за нивните генерации и не сваќаат како треба да се однесуваат во целава ситуација и нели распустот им е веќе при крај, наместо да уживаат, тие за жал овој распуст не го поминаа многу слободно. Има навистина големи проблеми со кои што се соочуваат со тоа што не можат да се социјализираат и да се дружат како што би било нормално еве во наше време. Јас знам што сум правела кога сум била на распуст. Може ли да кажеме со што се соочуваат овие деца, овие адолесценти, млади лица со овој период? Да, одлично прашање, Александра. Особено во последниот период забележувам и имаме голем број најавувања од родители кои што се секако загрижени за своите и деца и адолесценти. Зголемен е бројот на сесиите и со семејствата, и со родителите, и со младите. Забележувам дека дефинитивно сета оваа криза значајно го афектираше нивниот социјален аспект од нивните животи. Се соочивме во овој период со загуби сите, значи сме засегнати сите возрастни категории, кои повеќе, кои помалку, секако има, како што реков, многу ризични групи, многу засегнати категории на лица. Меѓутоа, едни од најзасегнатите се децата, кои што во своите развојни задачи и во својот животен развоен период, они во приоритетните задачи им е социјализацијата и дружењето. За жал, тие се оневозможени. Сето тоа прави да се појави анксиозноста и кај нив и одредени однесувања, како на пример и можеби и често ја забележувам и проблемот со сепарацијата од родителите, кај помалите регресивно однесување, кај адолесцентите, особено периодов забележувам поврзано со ова зголемување на зависноста од играње, кое што морам да кажам за видеоигри. Збориме за видеоигри, користејќи технологијата, која што беше одличен начин во почетокот на оваа криза да се пополни времето, особено во карантинскиот период, секако да се растеретат од стресот, да ја задржат таа комуникација, нели, макар и виртуелна, значи секако дека ги видовме и позитивните бенефити од технологијата и играњето кои што секако постојат. Но кај дел од младите, согласно јавувањата кои ги имав, се изгубила границата и како резултат на изолацијата и социјалната дистанца, намалување на дружењето, се зголеми таквото однесување, кое што кај некој достигнува квалитетна злоупотреба на технологијата, а кај некој дури и зависничко однесување. И тоа повторно укажува на важниот социјален момент кај децата кои што тие го загубија и треба се најдат алтернативи за да и во овие услови да се создаде едно ново нормално, исто и за нив, секако повторно со почитување на дистанцата и препораките и пред се во смисла на зачувување на здравјето, а да се најдат алтернативи и за социјалниот дел, и за физичка активност, и за прошетување и све. Забележувам дека има, како и кај возрастните, така и кај децата, дел деца кои што многу одговорно, дури обсесивно ги почитуваат препораките, но секако постои, и го видовме, нели, и тоа што вие го нагласивте, дека постоеше дел и од млади кои што така со негација на опасноста, можеби во склоп на одбранбен механизам, можеби и во склоп на младоста и помалата можност за толеранција на фрустрација. Но и потребите им се такви. И потребите секако, точно, тоа е човечки и нашите потреби, нели, секако се засегнати, незадоволени, исто и кај децата се случува.
Да, за крај ќе искористам приликата како стручно лице да ве прашам околу онаа неизвестност за училишните клупи, кога ќе започне училиштето, новата учебна година, неизвестноста и кај децата, но и кај родителите, воедно и кај наставниците. Овде акцент ставаме кај децата, значи кој е вашиот совет, од каде треба да се одржува наставата, дали треба да биде на далечина или со физичко присуство? Па, ова е навистина комплексно и прашање и дилема со која што одговорните лица во овој период се соочуваат, голем предизвик, многу важна одлука која што мора со голема внимателност пред се да се донесе. Не би одговорила директно дали треба или не треба, само би кажала дека верувам дека ќе ги разгледаат сите аспекти и ќе ја донесат со голема внимателност, затоа што они ги имаат сите податоци од сите аспекти кои што се врзани за однос на донесување на одлуката, но мора да се има во предвид секако пред се здравјето на децата и заштитата. Доколку се одлучи да се тргнува во училиште, секако дека тоа е несомнено дека мора да постојат строги протоколи безбедности кои што ќе мора да се почитуваат, да се воспостави некој начин на контрола. Во тоа мора да се има предвид дека да се земе во предвид и дека не сите училишта ги имаат пак од друга страна истите хигиенски услови и тоа исто така мора да се има во обзир. Не сите училишта имаат ист број на флуктуација на деца, така. Во тој аспект мора да се земе во предвид и возраста на децата. Знаете, однесувањето е различно кај првооделенчињата и пониските оделенија, а можеби контролата во однесувањето е поголема кај повозрастните. Од друга страна пак треба да се земат и овие аспекти што преходно ги споменавме, а тоа се психоемоционалниот, социјалниот развој и потреби на децата, образовниот аспект, така што многу комплексно прашање, многу тешка одлука, може да се земат или да се поучат и од примерите кои што и другите земји, нели, кои што примениле во својата пракса, секако со обзир дека станува збор за држава, да имаме во предвид различноста и на државата и на условите со кои се соочуваме тука, така што само би рекла дека станува збор за комплексна одлука со многу фактори кои што треба да се земат во предвид и одлуката да биде секако пред се во интерес на децата, на здравјето, односно не може тоа да биде само во интерес и на децата, затоа што децата пак се во контакти со возрастните, така што треба да биде во интерес и донесена во однос на заштита на колективното здравје, со вклучени сите можни аспекти земени во предвид. Да, тешка одлука и пред МОН и пред комисијата. Апсолутно се согласувам, да се надеваме дека ќе донесат вистински одговор и дека безбедноста на здравјето, на јавното здравје ќе биде опфатена во нивната одлука. Ивана Хаџиванова, благодарам многу, секогаш детално се одговорите, концизна и верувам дека им бевме од помош на голем број од нашите гледачи. Благодарам. Ви благодарам и вам.